Она што денеска е значајно и сакаме да го споменеме и во фокус на нашата пресконференција е летниот караван на граѓанската платформа Мрдни со прст, кој што во суштина е колаж од повеќе активности. Од денеска па до 25 август Битола е домаќин на фестивалот за современи уметности АКТО, кој што се случува по 13-ти пат и оваа година е насловен како Општество во изградба. На 24 август, токму како дел од АКТО е и програмата на фондацијата Чекор по Чекор, која што е фокусирана на активности за најмладите, но и за нивните родители. Токму затоа денеска со нас е тука Мајда Јошевска, која што е програмски координатор на фондацијата Чекор по Чекор. Значи, фондацијата Чекор по Чекор е позната по тоа што спроведува што многу одамна програми за ран детски развој, иницијално како програма која што беше инкорпорирана во градинките во Македонија. Понатаму продолжува во сличен манир, меѓутоа очигледно со малце видоизменети активности. Многу ни е драго што сме дел од програма од фестивалот АКТО и од граѓанската иницијатива Мрдни со прст во овој контекст. Значи, она што ќе се случува утре во предворието на офицерскиот дом во Битола се активности кои што се насловени за сите во нашата заедница од 1 до 101. Значи ги опфаќа и децата, и родителите, и нивните баби, дедовци, сите кои што сметаме дека се важни чинители за развојот и за квалитетниот ран детски развој, за кој што се залага најмногу заедницата. Во рамките на овој настан има неколку типови на активности кои што ќе се случуваат таму на Тревникот, кои што се за подобрување на читачките и математичките навики на децата, така го викаме за здрави читачки навики. Потоа ќе има активности кои што треба да унапредат креативноста кај децата, насловен артивизам. Имаме јога со смеење, исто така наменет за сите кои што ќе поминат тука, и неколку други активности наменети за вистински подобрување на интеракцијата помеѓу возрастните и децата. Понатаму, она што ќе се случува подоцна во текот на денот е исто така дел од овој настан, е проектирање на неколку филмови и разговор со релевантни личности од полето заради зголемување на свеста за Алцхаймеровата болест и активности кои што, односно за препознавање на симптомите, за како да се справуваме со симптомите на болеста и воедно и подобрување на начинот на комуникација со личностите. Така што еден, да речам, во склоп на она што е филозофија на фондацијата Чекор по Чекор, на вистина холистички пристап во градењето на отворено општество, во воспитувањето и образувањето на децата, за тие да станат такви членови на граѓанството и на општеството какви што сака. Оваа акција е исклучително важна, бидејќи храната е основно човеково право, а нажалост во Македонија 450.000 граѓани не може да го остварат тоа право, иако таа е основна за живот и на многу луѓе им значи дали ќе го примат лекот, децата да одат во училиште, постарите лица да примат нега. Затоа сметаме дека без храна нема живот и вакви акции се многу важни каде што граѓаните помеѓу себе би се помагале. Нахрани 10.000, целта е да се направи една платформа каде што граѓаните редовно на месечно ниво ќе можат низ цела Македонија да донираат храна која што ќе им се дистрибуира. Ние сме ставиле 10.000, но се надеваме и на повеќе граѓани. Целта на оваа акција на 6 септември е да собереме 10 тона храна, која што ќе помогне 10.000 граѓани. Дополнително оваа акција ќе овозможи на цела платформа Сите Сити да даде една дополнителна храна со подолги рокови, бидејќи моментално платформата Сите Сити овозможува вишоци на храна, кои што на дополнети со овие редовни донации од граѓаните, навистина ќе овозможи една редовна дистрибуција на големи количини на храна за голем број на граѓани ширум земјата. Затоа ние сметаме дека сите заедно можеме да направиме една голема општествена промена,
па затоа ги повикуваме граѓаните да се размрдаме, баш буквално да мрднеме малку со прст и на 6 септември од 10 до 19 часот низ 10 града во земјата да донираат оноку кој колку може и секако упатуваме и повик до бизнисите тука да се вклучат. Минатата година имавме голем интерес од страна на бизнисите и сметаме дека ова навистина ќе допринесе за една општествена промена која што сакаме да ја видиме во нашата земја.